А сега, она што го најавивме во студио следи Сузе со својата гостинка. И јас ќе ја поздравам, ќе ја посакам добро утро и добре ни дојдовте. Слаѓана, професор доктор Слаѓана Анđелковска. Да, поразителни за жал имаме резултати од истражувањето, когнитивно истражување на деца од возраст од 7 до 15 години, па ќе дознаеме плюс повеќе на оваа тема и зошто е тоа така, сигурно и причините. Кога се поразителни, навистина е алармантно да се проговори, да се сподели, да се превенира и да се превземе нешто да не биде така. Повелете. Благодарам, добро утро официјално и од мене. Професорке, драго ми е и благодарно што ова утро ни допатувавте од гостивар. Вие сте инаку професор по психологија во областа на психологија. Така, на нашиот универзитет. На Славјанскиот универзитет, така е. Како психолог, како професор, искуствено, веројатно имате многу што да ни кажете, но ние ќе се задржиме генерално на последното истражување, односно единствено кај нас од овој тип кое што се случувало. Која беше целта на ова истражување? Целта ми беше да видам дали навистина фокусот, вниманието, концентрацијата, екзекутивните извршните функции кај децата се намалени, бидејќи се соочува со родители кои што доаѓаат и се жалат на неуспехот на децата и на неможноста нивните деца да го задржат фокусот на тоа што го учат, да го запомнат тоа, не може да се снајдат во учењето, брзо губат интерес за учење и сакам да видам дали навистина е тоа така. Тоа е една од причините, а втората причина е што самиот овој тест кој што е направен на истражувањето е првиот стандардизиран тест во Македонија за проценка на овие когнитивни капацитети на децата, така да од самата таа бројка која што се деца во истражувањето е направена и таа стандардизација. Колку вкупно дечиња беа опфатени? 2035 деца вкупно опфатени од цела Македонија. Значи дека се опфатени сите 8 региони во Македонија, што му дава голема тежина на истражувањето. Целото истражување вкупно траеше не цела година дена. Па да, година и пол. 11 скоро, да, со сите тие процедури, задавања, обработка на резултати. Така да, тоа е процес. Како универзитетски професор, како психолог, психотерапевт, човек со големо искуство, како што реков и предходно, ќе се согласите ли дека колку што имаме поголема прогресија во технологијата, толку имаме една, за жал, регресија во напредувањето на човештвото, односно се враќаме назад? Да, апсолутно е така. Децата денес се толку по-паметни телефони, толку по-ограничени деца, генерации, несрекни деца, би рекла, со се буквално обслужени, се имаат на тацна, а ништо немаат. Како се доведовме? Како се доведовме до ваква ситуација? Ако зборувам сега да ги тргнам на страна родителите сега во овој момент, ако зборуваме за тоа како делува телефонот и таблетот и компјутерот во развојот на мозокот, има голем број истражувања кои покажале дека долгото седење на смарт телефон или на таблети доведува до намалување на првиот слој на мозокот, на кортексот. Тој слој е одговорен за сите овие когнитивни функции кои што децата треба да ги совладаат. Како тие се фокусираат на телефонот, доаѓа до губење на способноста да тие научат стратегии како да се фокусираат надвор од тој телефон во активности кои што се значени за функционирање, за совладување на наставниот материјал. Така да сега живееме во такво време каде што технологијата не е достапна, на децата им е сегде достапна и не можам да кажам родители, децата, немојте да им давате телефони на децата. Според вас, кога е најдобра возраст да почнеме малку по малку да им го откриваме овој полесен начин на доаѓање до... Најдобро е да родителот уште при самото доаѓање на детето на овој свет свати дека не треба телефонот да му биде единствена занимација на детето. Барем до 5 години телефонот да биде скрос исклучен и компјутерот, до 7 години да биде барем малце да биде застапено, но со многу ограничено време.
Сега, многу родители велат, па добро, сега има, порано седеа по цел ден на телевизор. И тоа седење на телевизор е штетно, да, но таму времето го можеме да го контролираме многу полесно. Му пуштаме на детето едукативна емисија која трае 10, 15 до 20 минути највеќе, потоа го исклучуваме уредот. И детето почнува да се ангажира со други активности кои што се значени и важни во неговиот развој. А вака, со седењето на телефон или со играњето на тие игри, детето во текот на денот постојано си го лачи тој хормон на среќа, кој што хормон на среќа уствари делува како наркотик. Еден вид зависност. Ствара зависност. И која така стихино се провлекува и се наметнува. Да. И потоа како детето подолго останува на телефон, родителот се потешко ме да му го трне телефонот. Када до 7 години што е можно, колку е можно да се одложува, до 12 години да се ограничи тоа време, бидејќи родителот е тој кој што може да го контролира детето, не детето, родителот. Када денес малку ни се теологи измешани, за жал, како родители многу паднавме на тој испит да им удоволиме на децата, да ни бидат среќни децата, да не бидат ништо помалку од другите деца, бидејќи тие се деца и се прегледуваат кое што има, кое што носи, кое што покажува и така натаму. Кои се сите други останати грешки, ако сега можеме во овој момент да ги лоцираме, кои се грешките кои најчесто за добро на децата знаеме да ги направиме и после нема назад? Едно најголемите грешки што не дозволуваме детето да плаче. Не дозволуваме детето да падне, да трча, да го искараме, затоа што можеби нема да не сака. Када многу родители викаат, јас не можам да дозволам детето мое да плаче. Па ќе крене температура. Мислам, ниедно дете не кренело температура. Зборуваме додека е бебе мало, додека е се уште или поголемо кога разбира. Не, зборуваме за рано училишна возраст и за предучилишна возраст. Значи, за бебе кога плаче, значи има некоја незадоволена потреба. И тука родителот знае. Или ќе му даде да јаде, или ќе го пресоблече, или му студи. Значи, е поврзано со потреба. Но кога дете плаче без да прекине на 9-10 години, тоа е веќе манипулација. А тие знаат да бидат одлични мали манипулатори кои предизвикуваат голем немир и стрес кај другата страна. Да, када родителите се тие кои што треба и како да се однесуваме? Ве тоа плаче, манипулира, треба да го игнорираме неговото однесување или да примениме некоја техника на своевидна казна, ама да не биде казна? Треба да го ставиме детето првен убаво да се исплаче, а потоа да разговараме со детето за последиците кои што би се случиле доколку би му дозволиле нештото за кое што детето плаче или зашто не сме му дозволиле на детето да... Тоа се однесува и за оние моменти кога влегуваме во продавница и детето сака да земе, да му купите се што ќе му видат очите и тука имате сцени. Сцени од филмови. Па прво пробуваш се убаво да му објасниш, па после му шепнуваш немам земено плата. Боже, тоа не го интересира детето, постава уште поагресивно, детето знае да стане и на крај не ти преостанува ништо освен да не се срамиш пред луѓето и да купиш се. Пред продавачката и да купиш се и до моментот додека стасаш дома тоа не ни има поим што сте земале, него ни интересира, ама битно му е да го земе. Зошто така се однесуваат децата во тие моменти? Затоа што родителите после тоа долго плачење му купуваат се. И тоа не ни знае што му купиле, не ги ни бара дома кога ќе стасате, не ги ни бара тие предмети, тие играчки. Тоа може да се случи со дете од 6, 7, 8 години и помало од 4-5. Но тогаш е лесно родителот да одвои дел од буџетот и да му купи се што ќе побара во супермаркет. Таквиот начин однесување се пренесува и на 10, 11, 12 години. И цел живот. Веќе не е киндер јајце. Нема да бара, него ќе бара телефон, ќе бара патики, не знам какви сега. Да, сега желбите се поголеми, а можностите на родителот ќе бидат многу помали. И тогаш доаѓа до оној бумеранг кој што самите како родители се го правиме, да детето сега не критикува нас и почнува да се однесува кон нас на недобар начин без почитување.
Така, што е после ова истражување? До какви резултати, да, поразителни резултати рековме, но какви се понатамошните чекори? Што се превзема врз основа на резултатите добиени од ова истражување? Ка резултатите од ова истражување, први сакав да алармирам до родителите дека навистина е проблем тоа што децата имаат намален фокус, намалено внимание, да малку поработат со своите деца, да им ги вратат оние игри кои што некогаш биле само игри, но денес, гледајќи како раста деца, во ствари не биле само игри, тие влијаеле на нашиот когнитивен развој, да децата ги воведат во оној детски свет, да не им се крати тој свет на игра, бидејќи детето најубаво учи низ игра. Не родител само детето, сега сакам да имам дете и ќе го родам детето, а потоа како ќе биде, туку си бара одредена одговорност и одредена обврска. Тоа е едната цел која што сакам да упатам како порака до родителите, да седнат и конструктивно да го поминат времето со своите деца, низ игра, без телефони, без компјутери. Второ е, сакам да се отвори слухот и кај оние структури кои што ја креираат таа програма за училиште. Тука сакав и јас да се надополнам, да се надоврзам нешто, но одлично вие што го потегнавте. Што нашето образование и првачињето ода на училиште од 5 години и 8 месеци. Дете од 5 години и 8 месеци нема развиено логичко размислување. Учи репетитивно, че мора да те гледа за да научи одредени активности. Фокусот, вниманието на тоа дете може да се задржи 15 до 20 минути и тоа е максимумот. А ние дете од 5 години и 8 месеци го ставаме во клупа 40 минути. Му даваме задачи за кои што развојно не е спремно. Сега како психолог, јас проблемот го гледам во тоа што во тој момент настанува потиснување на одредени развојни фази, прескокнување на некои развојни фази и барање од детето да направи активност за која што детето се уште не е спремно когнитивно. А секоја развојна фаза си има и развој во нервниот систем свој развој. Така да не можеме ние да бараме од детето активност за која што детето не е созреано. Денес децата не се попаметни од децата кои што биле пред 20 години. Иако растат со интернет. Растат со интернет, меѓутоа не растат со сознание дека телефонот постои, дека треба да се приклучи. Тие тоа го дознаваат само од родителот кој што ќе му го возможи тоа. Но истиот развој, когнитивен развој бил пред 20 години, пред 30 години, затоа што сме ние луѓе, мозокот ни е тој исто се развива. Само што ние некако ги прескокнуваме развојните фази, одиме на нешто повисоко, правиме блокада, развојна блокада, доаѓа до когнитивен блокирање и губење на рамнотежа на тој когнитивен капацитет и тоа е оној научен аспект на сето ова што се случува со децава во делот на фокусот, на внимание и концентрација. Така да, тука ми е пораката до сите оние кои што се креатори на овие образовни програми, може би се водиме по некои си стандарди и сигурно е тоа така, но барем таа програма да се адаптира на развојните капацитети на децата. Да, јас тука би се надоврзала, бидејќи јас имам едно големо искуство во тој образовен процес и ќе кажам дека е навистина поразително од моја страна, како професор по музика, да музиката и уметноста и сите тие креативни предмети се толку малку вклучени во образовниот процес во таа најрана возраст. Е потребно да бидат вклучени. Децата и тоа како се изразуваат на еден поинаков начин, низ игра, низ песна, низ цртање, низ танци и се останато, а тоа за жал кај нас е сведено на 1 час неделно. Замислете каков пораз. 1 час неделно за дете кое треба буквално да живе, да едва го чека тој час да дојде за да може да покаже да напредува, за да може и наставникот или професорот да го лоцира и да го расте неговиот талент. Затоа што со 1 час неделно ти не можеш ни да ги запознаеш 30 ученици во едно оделение, за да можеш да видиш кој за што е надарен, талентиран и да работиш на тоа. Па тие предмети кои што навидум се неважни, уствари тие се најважни за развојот на детето. Музичко, ликовно, физичко, тоа се предмети кои што се директно поврзани со развојот на мозокот.
Значи, ако имаме добро развиена крупна моторика, веќе одам на физичко, кое што учениците може да го поминат и во клупа, тоа скокање, тоа играње и развивање на таа крупна моторика директно влијае на развој на мозокот и тоа во оној дел кој што е поврзан со читање, со пишување, значи со се она што му е потребно на детето да успешно совладе на настава. Така. Да. Суза, може ли само да се надоврзам со оглед на тоа? Еве, јас можеби сум од оние мајки кои што воопшто не се радуваа кога детето го испратив на училиште, обично нели за прво оделенците се подготвуваат, се слави, да. Јас бев од мајките кои тагуваат токму поради ова што вие го кажавте, затоа што моето дете чувствував дека се уште не е подготвено да седне на училишна клупа со 5 години и точно 8 месеци, како што кажавте, поради програмата што ја има и начинот на кој што се образуваат. Па се надевам дека ако ништо друго оние идни други генерации ќе имаат некакво малку барем поинакво образование. Навистина се мали, дали сум право? Многу се мали за таа мајка што го испраќаше детето на училиште. Да, многу се мали и не ми целта да ете се прекине тој дел. Тој период и на времето оде, ама беше задолжително забавиште. Каде што децата трчаа, каде што играат, цртаа, пеа, значи се што беше важно како припрема за почеток за во 7 години. 7 години е времето кога детето логички може да размислува. Да. Покрај универзитетската пракса, вие се бавите и со истражувачка дејност, автор сте и на неколку трудови. Што би споменале тука? Автор сум на многу трудови, научни истражувачки трудови, објавени во меѓународни списанија, но ете имам и книги своји кои што имам објавено. Развој на психолошко тестирање, фокусирано внимание, анализа на детски цртеж, када спрево припреми се некои нови. Одлично. Се менуваат ли навиките на македонците на 21. век? Во минатото беше некако табу тема да кажеш дека имаш потреба од психолог, од психотерапевт, дека сакаш да закажеш термин, дека ти треба препорака за некој добар психијатар и така натака. Дали денеска современите македонци јасно и гласно проговоруваат и бараат помош дека ми треба психолог, ми треба помош? Мислам, последниве години веќе се разби таа табу тема и се послободни во барање на психолог, на помош од психолог. Но дали пандемијата ги промени нештата? По пандемијата, за време на пандемијата многу беше нагласено заштита ментално здравје, појава на депресија, појава на панични напади, на анксиозност, како може да си помогнат, каде да побарат помош и некако тоа ги освести дека може да се побара помош и за тие состојби и треба да се побара, затоа што тоа се навидом лесни состојби кои што може да доведат до многу големи проблеми. Када бараат помош, се почнуваат да се отварат, иако, да кажам, јас доаѓам од мало место каде што таму се уште постои таа стигма, да, дека ајде, јас можам и со комшивката да го решам проблемот. Или ќе чујам некаква реклама што да земам за да ми биде подобро и некогаш луѓето ја потиснуваат таа нивна... А сакат и мотивациони говорници да ги слушаат, па некако си помагаат со нив. Секое време носи нешто ново, нешто поинакво. Меѓутоа, убаво е кога човек ќе се охрабри, да сподели, да го сподели своето гајле или грижа или некоја промена која ја чувствува со стручно лице, затоа што токму затоа и вие сте се квалификувале, сте се образувале за да можете да им бидете поддршка и помош. Така, ние ги водиме низ целиот тој процес, не даваме готов рецепт и нема готов рецепт за ниеден проблем, ама ги водиме низ процесот за да може самите да дојдат до решението на проблемот и убаво е кога тоа го вадиш од корен, а не само површно го решаваш проблемот. Така, дали за децата, дали за најмалите, бидејќи истражувањето кое го споменавме се однесуваше на деца помеѓу 4 и 7 години? 7 и 15. 7 и 15, да. Дали за децата бараат родителите поддршка, ме интересира, бидејќи сведоци сме дека во последнава деценија се јавија многу одстапки во однесувањето на еден голем процент на деца токму во таа возраст и дека во училиштата навистина се соочуваат со огромен недостиг на дефектолози, на стручни лица кои што можат и психолози кои што можат вистински да ја помогнат работата за време на наставата. Да, за деца бараат малку повеќе него за себе, така да бараат од
за проблем поврзан со проблеми на училиште, со фокус, со внимание, тоа што е поврзано и со истражувањево, но многу бараат помош и за развој на емоционалната интелигенција кај децата, совладување, самоконтрола на емоциите, брзото реагирање, хиперактивноста на децата, така да за децата бараат се многу потворени за да бараат помош, така да јас во мојата работа, приватна работа, Работите со еден многу интересен инструмент. Да, работам со когнитивна табла, каде што на интересен начин им го вежбам фокусот и вниманието, брзината на реакција, За колку време донесување се на постигнуваат резултати, доколку се работи редовно? Па редовно ако се работи за 36-40 сеанси, можело да се направи одредена стратегија, детето да научи да направи стратегија за да материјалот го запомни на правилен начин. Значи тоа не е само, тоа е табла, не знам дали Да, мислам дека Ја оти да го видовте? инсертите, да? Тоа е табла која што е со звучни сигнали. Има еден дел е меморија, работна меморија и не му кажувам на детето само запомни каде свети. Како крукчиња се тоа, како крукчиња кои треба да За голема светат. возраст, а за мала возраст се геометриски фигури. Уште една табла се менува, геометриски фигури. И треба да запомни. Што светло е на истото место да вметне фигура. Но не му давам инструкција само запомни. Гледај и запомни да каде свети. Туку гледај и направи си стратегија. Изброј колку има под, колку има над, лево, десно, за да знаеш каде светел. Значи му давам еден начин, модел како да направи стратегија, работите да ги структурира и да ги запомни поправилно. Така. Јас верувам дека сите оние кои што имаат потреба на вистински да обрнат внимание на помнење, на меморија, на подобрување на концентрација, ќе ве побараат, ќе се консултираат и ќе се охрабрат да ги променат нештата на подобро. Ви благодарам многу што ова утро ни дојдовте. Благодарам и вас. Исподеливме еве вакви едни искуства, иако поразителни, како што рековме, резултати, но да се потрудиме дека ќе промениме биде нешто на подобро. подобро. Така. Благодарам. Благодарам и вам. Благодарам за гостувањето, секое добро, па се гледаме повторно на некоја Наслед. друга тема. Потребни сте ни во денешно време, Така е. на вистина. Благодарам. Почитувани,